Волкот и еленот. Се шетал еленот по шумата и одеднаш слуша жално завивање. Тргнал тој кон местото од каде доаѓал гласот. Гледа, ветерот оборил една голема елка, а елката пак паднала врз волкот. Лежи волкот целиот сплескан под елката и никако не може да излезе од под неа. Ами, само стенка. Замавнал еленот со рогатата глава, па прашал. Како ти се случило ова? Ох, не прашувај ме, миличок, не гледаш дека душа испуштам? Подобро со роговите, елкава истурка е од мене. Со задоволство би го сторил тоа, но елката е голема, нема да можам да ја дигнам. Се посомневал еленот. Барем обиди се, замолил волкот. Во ред, можам да пробам. Се согласил еленот и почнал да ја турка елката со роговите. Ги собрал сите своји сили, па турнал и, како за чудо, дрвото се потргнало. Навистина малку се потргнало, но тоа било доволно за волкот да излезе од замката. Ама сум силен, се израдувал еленот. Волкот се стресол, станал на нозе и почнал да гледа да не си го оштетил крзното некаде. Но не, се си било на свое место. Тогаш на волкот му текнало за еленот. Се стрчал кон него и му свикал. Стој, каде одиш? Каде? Прашал еленот. Унаму каде што тргнав. Да не си мрднал, свикал волкот. Треба да те изедам. Елените од секогаш ми биле плен. Ајде де, а зарем не те спасив од смрт? Прашал еленот. Тоа нема никаква врска, одговорил волкот. Нели ти е срам? Зошто да ми е срам? Ке ти ја одерам кожата и крај на муабетот. Еленот не се согласил со волкот и тие уште долго време спореле. Спореле, но не дошле до заеднички заклучок. Тогаш еленот предложил. Ајде некој нека ни пресуди па да видиме кој има право. Волкот се израдувал. Во ред, се согласувам. Потоа волкот си помислил. Па можам еленот да го изедам, а судијата ќе ми дојде како прилог. Цел ден тие барале судија и го нашле дури вечерта. Тоа бил стариот мечок. Тој одел во селото кај пчеларниците за да најде мед за својата мечка. Тој ги изслушал еленот и волкот, а потоа ја ставил раката на устата и се замислил. Но ништо не можел да смисли. Не знам што да правам со вас, им рекол тој. Треба да одиме и да видиме каде се случило сето тоа. Волкот и еленот го однеле мечокот кај елката. Ја обиколил мечокот елката и повторно се замислил, а потоа рекол. Ајде, Елену, потурни ја елката со роговите. Не ми се верува дека си можел да ја подигнеш. И тоа како можам? Се навредил еленот и го поткренал дрвото со роговите. А мечокот вели. Ајде, волку, легни повторно под елката. Не ми се верува дека можело ни столку мал простор да се провлечеш. И тоа како можам? Се налутил волкот и за момент се нашол под кренатата елка. Тогаш мечокот рекол. Ајде, Елену, сега врати го дрвото на местото на кое било. Еленот ја пуштил елката и кога волкот повторно се нашол во замка. Како што се нашол во неа, така и останал. Кој уште еднаш би му помогнал на таков предавник?